Бизнисменот Миодраг Давидовиќ Дака, за кого медиумите објавија дека е ставен на американската црна листа, имал големи планови за Штип. За своите намери Дака наводно и платил поголема сума пари, бидејќи овде сакал да инвестира. За ова се појавија аудио снимка на YouTube под наслов "Лепливи раце" и од неа може да се слушнат имињата на бившиот премиер Зоран Заев, бившиот генерален секретар Драги Рашковски. Дака овде разговара со контраверзниот Зоран Милевски Кичеец, кој е најпознат како вмешан во аферата Рекет. Еве го делот од разговорот кој се однесува на Штип и плановите на Дака со него. Шта е urađeno? Jesi počeo da pregovara s njim za zemlju u ovom? U Štipu? I nema ništa. Da. Jesi počeo? Jesu. Dobro. Ako nema? Nema dobro, ništa. dobro. Znaš šta ima? Samo, ja mogu da... Samo da ti odmah odgovorim na pitanje koje ti kažeš. Dakle, u Štipu su rekli da ima za vetrenjače i sad ima 0 za vetrenjače. Znači, nema ništa, uradili nijesu ništa i završili 0. Završeno, to sam 0. Je li to 0? 0? 0, naravno. Te pitam je 0? Pitam te 0. Dobro, 0. Znači 0. Znači ne je završeno? 0. 0. 0. Dobro. Znači Štip i hidrocentrali nije ništa završeno i neće ništa da se završi? Nema ništa. Nema ništa. Dobro. Ni vjetro, ni hidro, ni ništa. Dobro. Што се случило по таа 2020-та, од кога се наведува дека е разговорот, е непознато, но Дака со својот капитал во Штип не се всели. За кои локации станува збор, исто така станува мистерија, а изборот на Штип веројатно е поради големиот број ветровити часови на годишно ниво. Инаку, за Миодраг Давидовиќ Дака, медиумите во регионот пишуваат дека е личност со контраверзна улога, во прв ред во политичките случувања во Црна Гора и Србија, а постојат сомневања дека е експонент на одредени руски кругови под контрола на тајните служби. Тој 12 години бил финансиски раководител на железарницата Борис Кидрич во црногорскиот град Никшич. Потоа во 1990-тите години од минатиот век бил началник на Центарот за безбедност во Никшич и министер во владата на Слободна Српска автономна област Херцеговина во периодот на војната во Босна и Херцеговина. Во декември 2019 година имало обид за атентат врз него во хотелот Краун Плаза во Белград, кај што неколку години наназад тој живее, а пред 10 години бил и тешко повреден во физички напад со метални шипки. Беше посочуван како добавувач на оружје на групата која на 16.10.2016 година планирала терористички напади на денот на парламентарните избори во Црна Гора. Најавувал и дека на престојните председателски избори сака да се кандидира за председател на Црна Гора.